Продолжуваме со отвореното студио. Во наредните 15 минути посветуваме внимание на актуелностите од светот. Пристигна и потврда за тоа дека шефот на грчката дипломатија Кодзиас си поднел оставка, Ципрас, премиерот на владата, ја прифатил оставката и од денеска тој како премиер ја презема и функцијата шеф на дипломатијата. Ципрас при тоа му се заблагодари на Кодзиас, особено за она што го има направено со подпишувањето на договорот од Преспа. На Твитер се огласи комесарот за проширување Јоханес Хан, кој му честиташе на лидерството на Кодзиас и неговиот придонес за постигнувањето на договорот од Преспа и како што вели во неговиот Твитер, комесарот Хан, треба да се направи се за да се обезбеди и реализира политичкото наследство од Кодзиас како шеф на грчката дипломатија. Како и што понатаму ќе се развива на грчката политичка сцена во врска со ова ќе следиме во наредните денови, но Ципрас рече дека повеќе нема да толерира ништо што го спречува патот, како што вели Ципрас, да и оди на Грција се како што треба и во позитивна насока на развој и излез од грчката криза, но не само излез од економската криза, туку и излез од кризата која Грција имаше во односите со соседите. Сега со мене во студиото е Дејан Андоновиќ, кој редовно ни рапортира за актуелностите во светот. Да почнеме, од каде да почнеме, што има денеска? Брекзитот е за вечерва уште е држ, не дај. Тереза Меј последен пат вечерва треба да им се обрати позиција на лидер на земја членка на Европска унија пред своите европски колеги ќе рапортираат. Баш така е наречено, да ќе ја представи, ќе рапортира за својата визија како гледа, како ќе истапи Велика Британија од Европската унија. Предвидено е да нејзиниот говор да трае 15 минути и после тоа таа веќе нема да остане со своите колеги од земјите членки, од 27-те земји членки на Европската. Ги напушта и си заминува. Го напушта големата маса и напушта. И остава тие 27 да размислуваат што понатаму и како понатаму. Тек тогаш, како што велат нашите колеги аналитичари, ќе настапи практично финалната фаза на Брекзит. Односно драмата. Драмата, да. Каде што драмата сега доаѓа некаде во кулминација, така драмски да се изразиме во структурите на драмскиот текст. Значи таа заминува, они продолжуваат, 27-те лидери треба да видат како можат отстапувањето на Велика Британија од Европската унија да не ги наруши внатрешните односи на пазарот во самата унија. Бидејќи нели јасно е дека Велика Британија беше втора економија во Европската унија веднаш зад германската. Европјаните веќе имаат некаков предлог до Лондон, а тоа е Брекзитот да се одложи на уште година дена. Зошто? Бидејќи има спорност со границите. Бидејќи Велика Британија сега ќе се граничи со Европската унија. Едно од поголемите спорови е онаа граница Ирска и Северна Ирска. Лондон се противи и не сака да го продолжи Брекзитот ради тоа. Така да останува да видиме. А што е со шкотите? Шкотите не се, да, они не се споменуваат, но знаеме дека има референдум. Но велат ако си оди Британија, ние сака да останеме во Европска унија, па и да бараат нов референдум за независност. Они бараат и сакаат да останат во Европската унија. Имаме една анкета денеска најнова која вели дека повеќе од 51% од британците во моментов не би ја напуштиле Европската унија. Значи тука би гласале пак, кога би се гласало пак на референдум. Сега ако ги прашаат, они би рекле не, ние остануваме во Европската унија. Така да за ноември е закажан новиот самит, односно состанок на лидерите на земјите членки на Европската унија, кога веројатно ќе си скрчкаат овие планови, дали ќе остане уште година дена, дали можеби Лондон ќе попушти, дали можеби Брисел ќе даде јасен став како што дават французите. Французите, например, Франција не сака да ја толерира Британија. Неколку пати француските челници и порача на Британија: вие ќе не бидете партнер, но никако веќе не бидете сојузник, но никако веќе не сте дел од нашата унија. А Британија би сакала ако може да излезе, ама да задржи добар дел од привилегиите кои ги носи. Британија сака сите привилегии да ги задржи, како да е земја членка на Европската унија, сака да ги има правата, а не ќе да ги има обврски. Да, што би било многу лош сигнал, бидејќи многу други земји би почнале да излегуваат така и да го. Нејасна е политикава на Лондон, морам да признам. Не ми е јасна, мене лично не ми е јасен, бидејќи ќе губи. Велика Британија е долги години во Европската унија. Ова е сега како некој вид на ампутирање на дело тело. Не знаеме како ќе биде, особено со
границите, ќе има проблем и со француската граница, со Ла-Манш. Тунелот е заеднички. Што ќе биде тука сега? Граници измеѓу Обединето кралство и Европска унија. Малце ќе биде шкакливо, особено околу Ирска, пак ќе кажам. Нели, Северна Ирска и Република Ирска, тоа е ист народ, тоа е поделена на некој начин, нели, земја. Тука ќе има големи проблеми. Токму поради тоа и европски Брисел му понуди на Лондон едногодина дена да видат што и како најбезболно и најпрофитабилно за двете страни да биде ова евентуално раздружување од Унијата. Ќе видиме утре реакции, веројатно ќе има и ќе се може да се продлабочи внатрешната криза во Велика Британија, бидејќи таму и меѓу лабористите и конзервативците врие, што би се Бројан, повеќе од пола британци се за да останат во Европска унија. Тоа е сигнал. Од како видоа што значи дека кои се бенефиции ги губат и привилегии кои ги имале како бидејќи знаеш Тереза Меј утре ќе се замине од политичката сцена, но остануваат луѓето, граѓаните, што понатаму ќе морат да патуваат без бенефициите од Европската унија. Дејан, што е со она драма околу колегата новинар Хашоги кој новинарот на Вашингтон Пост, новинар на Вашингтон Пост кој исчезна во саудискиот конзулат во Анкара, уствари во Истанбул, се извинувам. Да, во Истанбул, да. Па драмата се уште трае. Таа отиде до таму да вчера министерот Помпео отиде во Ријад да побара директно од кралот, саудискиот крал, детали што се случи и објаснување. Мораме да подсетиме дека Саудиска Арабија како најголем можеби арапски сојузник на блискиот, американски сојузник на Блискиот Исток, има страшно нарушување на односите со Трамповата администрација, особено поради подигнувањето на цената на нафтата во ОПЕК, но и поради некои самоволни потези како што е нападот врз соседен Јемен. Саудиска Арабија, особено новиот престолонаследник од кога дојде, Салман, почна да спроведува реформи, но тие реформи почна да се косат со човекови права. Големи критики има за неговите реформи, особено околу слободата на медиумите, човековите права. Тој ги заостри. Добро, Саудиска Арабија никогаш не можела да се пофали со... Па не се, меѓутоа ова со новинарот на Вашингтон Пост, ја пак ќе кажам, новинар на Вашингтон Пост кој беше многу близок до саудиското кралско семејство, но од кога дојде новиот престолонаследник и ги почна тие така наречени реформи, тој стана жесток критизер. Дотаму отиде работата да Хашоги мораше да ја замине од Ријад и од Вашингтон да пишува за својот весник, односно за редакцијата на Вашингтон Пост, за критиките и да укажува во светот дека во Ријад нешто се случува, има промена. Тие секогаш биле на работна диктатура. И добро, што е сега, како тоа стана ли јасно, влегол во консулатот, има снимки? Има снимки, значи турската разузнавачка служба, претпоставувам, доставила снимки до BBC, каде што се гледа како тој влегува во конзулатот, го апсат веројатно саудиската разузнавачка служба. А да подсетиме зошто влегува он таму? Значи можеме да подсетиме дека тој се враќа оди во Истанбул за да ги земе документите, бидејќи он саудиски државјанин, да земе документи бидејќи му требаат за венчавка со новата сопруга. Повели влезе. Да, влегува, доаѓаат пред конзулатот во Истанбул, сопругата негова го чека надвор, тој влегува внатре и му се губи секаква трага. Саудиските власти, од кога беа обвинети дека го ликвидирале, се вадеа со тоа дека не е точно, Хашоги излезе од другата страна на конзулатот. Меѓутоа сопругата негова демантираше и рече: јас го чекав човекот 5 часа и на крај не излезе. Се појавија тие фамозни снимки, саудиските власти негира, меѓутоа од кога беа притиснати од Ердоган и Анкара, бидејќи нели на нејзина територија се случува тоа, и пред се од администрацијата на Трамп, тие најавија и ветија истрага. Истрагата се уште тапка во место, но најверојатно 99% според надписите тоа е ликвидирано. Има една вест дека постои информација дека тоа го направил официр на разузнавачката служба на Саудиска Арабија близок до новата круна. Бидејќи новата круна најверојатно му има нарачана ликвидација, бидејќи овој премногу знаеше за саудиското кралско семејство. Премногу што во демократскиот свет за тие арапски веројатно арапски некои норми е премногу, и бидејќи реформаторот, нели, морам така да го наречам, бидејќи самиот се декларира, се обидува да воспостави
некоја мека диктатура за да може понатаму, нели, Саудиска Арабија да оди напред. Меѓутоа тука ги нарушува односите. Администрацијата на Трамп неколку пати изминатиот период ја опомена Саудиска Арабија. Буквално цитирам во стилот на Трамп дека Саудиска Арабија може да биде никој и ништо како што некогаш било доколку Соединетите Американски држави престанат безрезервно да ја поддржуваат. Турците и покрај кризата што беше со односите со Соединетите Американски држави тука се кооперативни сега. Тука се многу кооперативни. Особено треба да се знае дека Саудиска Арабија е клучен сојузник на Блискиот Исток на Соединетите Американски држави во војната со Иран. Да. Значи тука секогаш преку Саудиска стално биле блиски во сите операции на Соединетите Американски држави. Па дури и за Израел до некаде, дури за Израел доколку нели еврејската држава застрани се доближи до Русија, нели како што одат геополитичките односи. Во секој случај ова се најнизок степен на односи меѓу Вашингтон и Ријад последниве, не знам, години. Така да ескалира, можно е Саудиска Арабија да го изгуби Вашингтон како голем сојузник, а тоа значи можеби ново жариште на Блискиот Исток. Малку за така по рекреативно светли, да речеме, настај. Канада прв ден денеска легализирана употребата на марихуана во втора земја по Уругвај. За рекреативни, За рекреативни цели. Канада не изненади, ипак е тоа демократска држава. Отворени се во моментов 111 продавници за продажба на марихуана за рекреативна употреба. Само ќе ти додадам као податок што го видов дека во Соединетите Американски држави има 11 сојузни држави кои исто така имаат легализација на марихуана за рекреативни, а 30 сојузни држави во Соединетите Американски држави имаат за медицински цели. Меѓутоа интересно во Канада е што најголемиот град Торонто се уште нема отворено продавници. Низ цела Канада се отворени тие 111 и ќе има уште, но ќе има малку тука застој во Торонто, во Онтарио делот, каде што нели веројатно има некоја динамика, некој законот предвидува. Динамика во секој случај ова отвара веројатно малце поинаков настап, поинакво гледање на канабисот. Генерално целиот свет почнува да го ревидира и сега една Канада отвара став кон марихуаната. Добро ден. Ти благодарам за ова вака кратко и јасно информирање за тоа што има ново по светот. Отвореното студио продолжува во 17 часот кога имаме дуел меѓу представници на невладина организација Здрава Котлина и оние од фирмата Евромак, која сака да инвестира во отварање на рудникот и Ловица. Значи, продолжуваме во 17 часот, а во меѓувреме мала пауза со Маја, која денеска готви лазањи, мислам. Се гледаме. Сите информации и факти што досега беа скриени, се она што другите го премолчуваа или не беа доволно храбри да го истражат. Бегство од правда, злоупотреба на моќ, судски лавиринти, криминал и нерешени убиства. Еден ТВ ќе ви ги обезбеди одговорите што секогаш сте ги барале. Наскоро, Македонски инсайдер.